Животната приказна моја епте многу долго трае и тоа придонесува да сум задоволен. Јас дипломирав пред 70 години, отидов во пензија пред 30 години. Нема секој таква среќа како што имал јас, а среќата уште поголема што и мојата сопруга е жива, така што чувство на самотија уште не сум почувствувал. По природа сум бил секогаш оптимист, ведар, сум сакал шеги, грдите работи сум ги заборавил, убавите сум ги помнел, тоа ми создавало пријатно чувство. Гневен не сум бил спрема тоа. Тоа беше важно за да бидам задоволен во животот. Детството и ученичките години во сечи живот се најубавите години. Се сеќам на едни српски стихови, тоа учевме српска школа. Од колевке па до гроба најлепше е ѓачко доба, ѓач на српски значи ученик. И за мене тоа значи тоа. Битола по тоа време, меѓу двете светски војни, беше град наследен од Отоманската империја, настрадан во двете балкански војни, силно бомбардиран за време на Првата светска војна, поставени граници близу до Битола, руиниран беше Стопански, а и неколку илјади згради и јавни објекти разрушени. Во таа Битола јас растев, пред одам во основна школа. Битола беше со тесни улици, со халдрми, без јавен саобраќај, без приватни коли, со голема неписменост, со многу болести, град без улично осветление, без вода по куќите, на неколку улици имаше по една чешма да се снабдуваме со питка вода. Град каде што транспортот се вршеше со арабаџиски коли, со амали носачи кои што имаја самари на грбот, со ландони, пајтони и така натаму. Ете, во тој град, јас што не го чувствував бев дете, имав извонено дејство како и сите мои врсници. Но еден ден татко ми, тоа беше 1925 година, ме однесе во основно училиште и ми ги скрати часовите на задоволство. Утрената не сакав да одам. Причината беше учителот не го разбирав, макар што беше една добар чичица. Ништо не разбирав. Ние на улица зборувавме по дијалект битолски, литературен јазик. Немаше, српски не разбиравме. Добро, ама наскоро го научив и јазикот, се приспособив. И некаде 29-та година ме однесува во гимназија. Гимназија учи во истата зграда, кај што и денес учат. Тоа е една стара зграда, наследена од Отоманската империја, убава зграда. Таму имаше што да се научи. Школите во Краљевина Југославија беа на извонерно висок ниво. Тоа не беа масовни школи како сега, тоа беа селективни школи. Се запишувавме голем број, завршувавме мал број, завршивме 40 души матура. Во тоа време имаше само 7-8 средни школи целата Македонија, колку сега е до мало градче. Во тие 40 на души имаше ученици од сите можни етникуми. Битола беше мешовит град. Сите ние се дружевме помеѓу си, никаков проблем во тој однос немаше. Не интересираше кој од која нација, од која вера е. Во 1937 година академик Филиповски се запишува на Белградскиот универзитет, на Земјоделско-шумарскиот факултет, каде што го затекнува почетокот на Втората светска војна. Од агрономија поим немав, бев влюбен во природните науки, особено во биолошките науки. Тоа беше
причина да одам на агрономија. Агрономијата веднаш ја засакав, имавме добри професори, а уште повеќе засакав педологијата благодарение на професор, се викаше Александар Стебут, тој виден професор бил на Московскиот универзитет, по револуцијата беше дојден во Белград, предаваше, такви уште 3-4 професори имавме во тоа време. Кај него зедов дипломска работа, студирав со успех до 8 семестар, кога морав да си одам. Ги положав сите испити во тоа време. Од тоа време имам печаток покрај студирањето и друго. Бев учесник во напредното студентско движење, учествувал во сите негови акции, демонстрации, штрајкови. Особено се сеќавам на еден штрајк кога го браневме, која браневме на автономијата на универзитетот. До еден студент сите штрајкувавме, сите професори беа со нас. Тогаш фашизмот навлегуваше, председател на владата беше профашиста Стојадировиќ. По еден месец го повлекоа законот зашто беше отпорот голем. Учествував и во илегалната организација на македонските студенти. Пред тоа имавме легално студентско друштво Вардар, ние го укинаја и ние илегално се собиравме на филозофски факултет, имавме заеднички излети. Покрај антифашистичката ориентација, главната задача на македонските студенти беше борба за правата на македонскиот народ. Тогај, освен студентите, никој не признаваше. Званично бевме сите јужно-србијанци. Од таја група, да кажем, студенти, бевме едно 3-400 во Белград, излегоа раководителите, голем дел од раководителите на НОБ, народни херои, носители на споменици и доведоа до слобода на нашата земја. Памтам од тоа време е на посета на Софија. Софијскиот универзитет, студентите од тој универзитет не повика да дојдеме во Софија на гости. Кога стигнавме во Софија, нас македонците не дочека членовите на литературниот кружок, тогаш заедно со нивните пријатели. Во Софија се запозна првпат со Венко Марковски, со Димитар Митрев и другите од културниот клуб. Тоа во историјата не е многу опишено, а имаме голем број снимки заедно таму. Првпат се сретнавме, ние не се познававме, случајно така работа се одвива и беше избунено пријатно, јас тоа никога не можам да го заборавам. Тога првпат разбрав дека македонци има и надвор од Југославија. На враќање ни подарија голем број на книги од историјата на Македонија, која што изобшто не ја познававме, бидејќи во Југославија беа сите уништени книги кои се однесува за Македонија. Јас нешто знаев за Илинденското восстание, бидејќи татко ми беше учесник во тоа восстание, макар што избегаваше за тоа да ни збори, беше опасно во српско време. Беше носител на споменица на Илинденското восстание, некоја скромна пензија и таа споменица и ден се чувам како вака многу драгоцен спомен. Памтам уште една работа да ви кажам, а тоа беше студентската колонија во Скопје, во Охрид, близу до црквата Свети Климент. Таму летуваа сите студенти од Белград и ние од Македонија. Го возбудивме градот со нашите револуционерни песми. Се сеќам на Илинден, посетивме еден манастир Свети Илија, мислам на Велгоште горе беше. Одржавме митинг, говори за Илинденското восстание, дојде жандармеријата, не прибра, не однесе во Скопје, стави неколцина во затвор. И на крајот, уште едно ми остана од длабоко сеќавање, тоа е учество на мартовските демонстрации 1941 година.
Јас се вратив во Битола после мартовските демонстрации во мојата фамилијарна куќа. По една недела дојдоа германските војски и по 2-3 недели бугарските војски и сега пропадна Краљевина Југославија, дојде царство Болгарија. Бугарските власти не пуштаја да завршиме студии таму кај што студирав, мене натера да одиме во Софија. Се запишавме сите во Софија да студираме и јас заедно со нив. Во Софија останавме пријатно изненадени. Ние се надевавме дека ќе одиме во една германофилска фашистичка средина, но не беше така. Меѓу студентите бугарски мал број имаше фашисти, сите беа према нас изонерно добро расположени. Со нив дружевме, нашата македонска посебност ние прифаќа без проблеми. Кога стигнавме дури и организиравме една представа печалбари на македонски јазик, сите беа присутни, аплаудираја и изобшто со студентите бугарски проблеми немавме, оние на таа македонска основа никакви проблеми немавме и професорите беа коректни. Среќа беше што Софијскиот универзитет не беше на пониско ниво од Белградскиот во тоа време, а земјоделскиот беше уште на повисок ниво. Таму продолживме. И таму имавме организација, имавме универзитетски одбор на македонските студенти, јас бев член на тој универзитетски одбор. Целта ни беше понатамошна борба за слобода на Македонија. Парично го помагавме народно-ослободителното движење, криевме илегалци, испраќавме студенти што сака да одат во партизани. Јас криев еден илегалец цела година, беше осуден во Скопје, тоа е покојниот Асен Симичиев. И продолжив студиите. Завршив прво генерацијата, ја завршив дипломската работа. Професорот Иван Странски, академик, највиден професор на тој факултет, ме засака, ме задржа асистент. Таму се усавршив. Добри лаборатории имаше, уште подобар професор, добри збирки, одевме на терен, вршев анализи, се оспособив за научна работа во Софија. Тоа траеше до јануари 1944 година, кога се бомбардира Софија. Се врати во Битола и така продолжи мојот живот во Битола до летото, а во летото отидов во партизани. И со тоа заврши мојот живот во царство Болгарија. Мене ме повикаја од Аштон да дојдам во Скопје, да ја обновиме работата на Земјоделскиот изследователски институт. Тоа беше во 1944 во декември. Можам да ви кажам дека тогаш во Републиката раководството беше недоволно писмено, не би рекол, но недоволно образовано во споредба со денешните политички елити. Имаше раководители кои нема дури до ни средно образование, но имаше нешто што тие имаја визија. И јас често пати се прашам како тие луѓе може да сватат што е во тој момент најважно. Тие дадове огромен приоритет на образованието, на науката и културата. Без тоа не можеше Република да се извлече. Образованието создаде кадри кои ги немаше Републиката, науката создаде основа за напредување на стопанството, а културата послужи талентите кои што беа со години
ограничувани да дојдат до силен израз. Се случи нешто неверојатно. 44-45 година се прифати азбуката, 45-та јазикот се кодифицира, 46-та се отвори првиот факултет, 49-та универзитетот. Па за 4 години истовремено азбука, јазик, универзитет, во светот го нема. Непознато е тоа, барем за мене. Добро, еве во таква средина продолжив да работам, а тоа е 47-та година се основива земјоделско-шумарскиот факултет. Првите 2 години беше тешко, предавања држевме по школите, браќа Биладинови, во лабораториите вежби, ветеринарен институт, земјоделски институт, природно-математички факултет. После се вселивме во зградата, 49-та година, таму организирав катедрата и оспособив за научна работа. Продолжив работа на факултетот 40 години, а на факултет исто така, уште млад, 28 години, ми забраја старешина земјоделскиот одсек, па после продекан, па после декан бев на 30 некоја година. И поведов, се разбира, голем дел од товарот на организирање на земјоделскиот факултет. По Втората светска војна, во Македонија стотици илјади хектари земја или беа мочурливи или немаше доволно вода за наводнување. Составот на македонските почви беше непознат. Во тој период од огромно значење беа педолошките истражувања за изработка на проектите за напредување на земјоделството. Академик Ѓорги Филиповски со своите соработници жешките лета ги минуваше во прав, собирајќи мостри од почвите по котлините, а зимските денови во лабораториите, истражувајќи го нивниот состав. Врз основа на тие истражувања се изработија канали за наводнување, акумулации, се подигнаа хектари нови насади и посеви. Земјоделците го напредија и зголемија производството, проширувајќи употребата на вештачки ѓубрива. Тоа истражување собра голем број научен материјал, повеќе од кој што можеме да објавиме. Еден дел од тоа го искористив да докторирам во Белград, во Скопје не можеше се докторира, немаше доктори, јас бев меѓу првите. Во првиот наставнички совет од 9 души, само еден доктор имаше, тоа беше дојден од Бугарија. И продолжи се разбира мојата научна работа на факултет. Воспоставив изводени врски со другите педолошки центри во Југославија, со педолошки центри во странство, во првите години со социјалистичките земји, во другите години со другите земји. Учествував на голем број конгреси, научни собири, меканеја како гостин и така натаму. И врз основа на сите тие активности објавив околу 100 научни трудови во најпознатите југословенски и странски списанија. Покрај тоа реферати од сите научни собири во земјата и во странство. И најважно, повеќе од 20 монографии во кои што се собрани сите наши знаења, сите наши истражувања, моите и на моите соработници за почвите на Македонија, бидејќи почвите кои што беа непознати, денес за нив имаме можда повеќе податоци од колку многу други соседни земји. Ако, како најчест параметар за квантитативно мерило за вреднување на научниот труд на научниците е обемот, бројот на цитираните трудови во домашните и во странските публикации, тогаш академик Филиповски уште одамна ја зацврсти својата позиција во светската педолошка елита. Најголемиот број научни публикации и монографии се разбира се издадени своевремено во тогашната СФРЈ.
и објавив, по моје мислење, мојата најважна книга, тоа се Почвите на Македонија, издадена во 6 томови, опширна е, има 2300-400 страници вкупно. Тука се што се знае за почвите на Македонија, допишувањето на книгите има, така што тоа сега е една книга без која не може ни еден труд од областта на педологијата да се пише без да биде користена. Подсетувајќи се на професорските години, академик Филиповски не може, а да не мисли на трагичната Скопска 63-та, кога беше избран за ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методий. Може да си представите кога сите останавме без станови, сите останавме без факултети, без студентски домови. Најголем дел од факултетите беа или силно оштетени или разрушени. Прво што направивме, изградивме бараки, каде што почна само со 2 месеца закаснување учебната година. По тоа време развивме голема соработка со другите универзитети и со нивните асоциации. Добивме голема помош, многу голема помош од други меѓународни организации. Таа помош се одразуваше во тоа што опремивме повеќе лаборатории во универзитетот, а ми се чини најголемата помош беше нивната готовност да примат скоро неограничен број на студенти, асистенти и професори. За својата обемна научно-истражувачка и едукативна дејност во текот на својот живот, академик Филиповски има добиено голем број ордени, но сепак добро, драги ми се ордените, ама подраги ми се признаните од научните институции. Ме изабраја на една од академиите за надворешен член, па ме изабраја за експерт, ме испратија во Египат. Отидов после изградбата на Асуанската брана, тие водите од Асуанската брана треба да бидат искористени да се мелиорираат големи површини од солени почви. Важев како меѓународен експерт за солените почви. Ние направивме таму, ги проучивме, направивме проекти. По 10 години кога ги посетивме, тоа беа плодни почви. Па држев предавања на повеќе универзитети. Прво држев на постдипломски студиум во Белград. После ме поканија во Калифорнија. Таму држев на редовни постдипломски студиуми цела една година како визитинг професор. Потоа држев предавања во Грција, во Крит и во Италија, во Бари, пак на постдипломски студиуми. Тоа беа институции на Европската Унија од областта на медитеранското земјоделство. Можда најдраго признание ми беше и што ме изабра за почесен доктор во Братфорд, во Англија. Тоа беше многу голема свеченост. На свеченоста присуствуваше и председател, премиерот на тогашната влада Вилсон, кој што ми ја врачи дипломата. Така тоа ми остана во големо сеќавање. Иако не прегорен во работата и со докажана репутација на врвен педолог, академик Филиповски признава дека сепак, за него, вистинско изненадување било кога на само 46 години бил избран за академик во првиот состав на Македонската академија на науките и уметностите. Филиповски не е само еден од основачите, тој е и еден од клучните двигатели на развојот на академијата во повеќе децениското постоење.
Пролета 67 година се донесе закон за МАНУ, собранието го донесе, ги користеше законите од другите академии. Може да речем дека тој извонреден закон е. Основните негови одредби до ден денес немаше потреба да се менуваат, надвор се менуваат државите, режимите, академиите се институции кои што не зависат од тоа што се случува надвор од нив. Првиот состав избра извршен одбор, председател, подпредседател и научен секретар. Ја бев научен секретар, председател Блаже Коневски, подпредседател Харалампи Поленаковиќ. Само извршен одбор се избра, не председателството, тоа беше есента 67 со задача да ги изврши сите подготовки да почне работа академијата. Се свика собранието, изабра ја прво председателство, 3 нови оделења, првото председателство бевме 7 души, тоа беше на власт, да кажеме, 8 цели години. Имав работа со еден таков председател како што беше Блаже Коневски, извонреден човек, скромен, тих, со голема интелигенција, ерудиција, со голема смисла за организација, со визија за тоа како треба да изгледа и земјата и академијата. Презедовме и соодветна иницијатива за изградба на нова зграда. Формиравме одбор за изградба на нова зграда, бев председател на тој одбор. Работевме многу години и на крајот, после 6-7 години, се реализира и ја добивме оваа зграда кај што сме сега. Тогаш беше, по моје мислење, најубавата зграда. Помина ја од тогаш, од 67 еве 5 децении. Јас ја ценам позитивно. Повеќе причини имам заради тоа. Прво, добро е што академијата до ден денес ги спроведува основните принципи при основањето на академијата од тогаш поставени и тоа е добро и затоа она е стабилна институција, не се менува и она е многу правна институција, да ви кажеме, ретко е која институција го спроведува законот, статутот, одлугите до крај, без оглед на било што, и тоа создава една стабилност за работата. Задоволен сум зашто има големи резултати во областа на науките. Академиците објавија многу статии во најреномирани списанија, учествува на многу списанија, на многу научни собири со голем успех, учествуваат во голем број меѓународни проекти, па можам да ви кажам дека денес од меѓународните проекти ние добиваме толку многу средства колку што Републиката ни дава. Таа соработка многу успешна е. За среќа и кога се основаше академијата, 40 академии ни честитаа основањето, имаме договори со голем број академии и таа соработка се одвива многу интензивно, што е многу важно за афирмација на оваа мала република. Таа може да се формира во науката и во уметноста, во културата, малку во другите области. Така е со сите мали нации. Задоволен сум и од резултатите во уметничката област, дури можда и повеќе. Во историјата е познато дека еден налог што со векови и ево робство, во еден момент кој ќе се ослободи, сите сили излегуваат надвор. Општо земено издавачката дејност има резултати големи, илјадници страници. Сите тие изданија ги разменуваме со другите академии, со другите научни установи и така сите дознаваат за дејноста на академијата. Академијата изработи голем број на стратегии кои што имаат практично значење. Стратегија за развој на Македонија, за развој на земјоделството, за развој на здравството, за развој на научно-истражувачката работа, сега во последно време за развој на енергетиката, можда има и други што не може да се сетам, за жал не се во практиката доволно искористени. Ретко некој може да доживее речиси еден век, да биде пребогат поради сеќавањата и радосен на предизвикот на секое ново утро.
Моите предизвици. На тие години многу предизвици не може да се имаат. Еден е на личен план. Бих сакал да го зачувам здравието до крај на животот, и од тоа зависи квалитетот на животот. Не зависи само од мене, што и од мене ќе правам. А вториот на стручен план, тоа е за мене многу значаен. Моите соработници и јас со години сонуваме да издадеме педолошка карта на почвите на Македонија. Затоа ги имаме сите материјали, сите предуслови, немаме единствено пари. Баравме од Републиката пари, ни дадоа 2-3 пати, па со ребалансите на буџетите ни ги зимаја и најсетне, благодарение на некои врски, успеавме од Обединетите нации да добиеме неколку стотини, 400-500 илјади долари за изработката на таа карта преку организацијата ФАО, тоа е Организација за храна и за земјоделство. Сега средства имаме еден тим од 8 души кој што интензивно работа. Ќе издадеме педолошка карта на 12 подрачја на Македонија, заедно со текстови, толкувачи и на цела Македонија. Ќе издадеме и дигитална карта со база на податоци, така да современо денес кој што користи компјутер за секој локалитет со кликнување може да добие какви се почвите и какви се сите резултати за тие почви. Кога мислата е брза, а човекот витален, бројот на годините е само цифра. Не сум стручно лице да ви кажам како да се сачува долг живот и виталност. Може да ви кажам што сум правил јас. Основна е активност, физичка и ментална. Без тоа нема добро здравје, нема долг живот. Се случи така што за физичка активност имав хобија кои се совпаднаја со тоа. Планинар бев. Многу децении планинара, па до оваа година, до 2013 речиси. Второто хоби ми беше хортикултурата. Има многу убаво уреден, хортикултурно уреден двор и во Скопје и во викендицата во Охрид. Додека имав кајче, Веслав ми го украдува кајчето, сега само пливам и тоа е една физичка активност. Менталната активност постојано трае, секој ден нешто читам, нешто пишувам. Мозокот е исто така орган како и сет друг орган, ако не го користите, тој закажлавува. Академик Ѓорѓе Филиповски ја откри неговата тајна на успехот. Го сподели најдобриот совет што им го дал на неговите деца, што многу пати се уште го повторува на неговите внуци и правнуци. Во животот успех се постигнува или треба да се постигнува само со работа. Прво да бидат многу трудолюбиви, се разбира честити и да умеат максимално да го искористат времето. Денот има 24 сата, еден дел од времето ви треба за хигиенски работи, физиолошки работи, за јадење вам таму, еден дел за одмор, ви останува определено време, да кажеме 10 сати. Зависи како ќе го искористите. Можете да го изгубите, можете да го искористите. Ако го искористите, добро е. Ако изгубите, утре не може да го надокрадите. Утре тоа други се 10 сати, овие се изгубени. Јас успеав најмногу со правилно и максимално користење на времето. Не губев време без потреба. Кога човек има цел, го пронаоѓа патот.
Затоа што кога постои волја и кога на проблемите им се оди во пресред, начините и решенијата се откриваат сами по себе. И кога еден ден човек ќе се сврти назад, се изненадува кога ќе свати дека токму тие години кои ги сметал за најтешки, му биле најубавите.